Почитувани, повторно владата, СДС, Правда, МВР се кријат и немаат одговор за тоа што затворите станаа решето во кое што остануваат само оние кои што немаат врска со функционери на СДС и со мафијата. Почитувани, избеганиот од шутка Нафи Абдиовски со единствена затворска казна која што чека правосилност би излегол од затвор на 4 март 2040 година. 16 неправосилни пресуди се со единствена затворска казна од 17 години, 6 месеци и 20 дена. Почитувани, нема сектор за внатрешни работи во Македонија каде што Нафи не е баран за престап. Баран е од СВР Свети Николе. Баран е од СВР Кичево. Баран е од СВР Тетово. Баран е од СВР Штип. Баран е од СВР Струга. Баран е од СВР Скопје. Осуден на 8 месеци, повратник, затвореник, чека правосилност за 16 прекршоци и единствена затворска казна од 17,5 години, спротивно на закон, наместо во Идризово го носат во шутка и му даваат оцена да биде во полуотворено оделение и човекот им избегал. Уште едно филмско сценарио, трилер за соработка на мафијата и на власта. И никој досега не презел одговорност, ниту ќе има одговорност, ниту ќе има оставки. Случајот е сценарио, молкот тоа го потврдува. Почитувани, доколку тоа не е така. Би замолил за првата фотографија. Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, мора да одговори што бара во преградка со овој човек, познат на сите сектори за внатрешни работи во Македонија, но и да одговори за врските на Абдиовски со сите негови колеги. Одиме понатаму. Министерот Љупчо Николовски мора да одговори за врската со Абдиовски. Дали и во кој дел соработувале? Може би во делот со борба со корупцијата. Министерот за политички систем Артан Груби мора да одговори за блискоста и евентуалната соработка со Абдиовски, штом вака присно се фотографираат. Одиме понатаму. Владиниот портпарол Муамед Ходжа мора да одговори за блискоста со Абдиовски. Еве ги очигледна од вакви срдечни фотографии направени среде влада. Одиме понатаму. Советникот во владиниот кабинет Љубе Бошковски мора да одговори за врската со Абдиовски, дали му е соработник, дали му помага во привлекувањето на странски директни инвестиции. Владината служба мора да одговори колку пати Абдиовски бил во влада, кој се го примил, за да Абдиовски има цело едно портфолио фотографии од владата, внатре од кабинети, дури и од премиерскиот кабинет. Одиме понатаму. Поранешниот владин портпарол, а сега член на кабинетот на Стево Пендаровски, Миле Бошњаковски, мора да одговори на што се должи блискоста и непосредноста со Абдиовски за заеднички фотографии во влада. Дали може би имаат фотографии и од посети на Абдиовски на вила Водно. Одиме понатаму. Стево Пендаровски исто така мора да одговори за релацијата со Абдиовски како очигледен член на неговиот изборен штаб и заеднички фотографии. Понатаму, до вчерашниот министер, владин советник, сега амбасадор во чекање Едмонд Адеми за амбасадорско место во Мадрид, мора да одговори кога го примил и за што разговарал со Абдиовски, колку се блиски за вакви фотографии да излегуваат од кабинетот на министерски кабинет кога беше министер. Одиме понатаму. Томислав Тунтев, но и Агенцијата за цивилно воздухопловство, чишто директор е, мора да одговорат што барал Абдиовски во директорскиот кабинет. Каква врска има меѓу нив двајца, што работа има Тунтев со еден човек баран од сите сектори за внатрешни работи, наместо да работи и да ги заработи оние 3300 евра
плата месечно. Одиме понатаму. Миле Зечевич, но и СДС мора да одговорат за врските на генералниот секретар на СДС со Нафи Абдиевски, неговата улога во изборните процеси во Македонија. Тука го гледаме со маичка, каде што е рекламира излезност за референдумот. СДС и владината служба, молам за следната фотографија, мора да одговорат и за врските на Абдиевски со Зоран Заев, фотографија во неговиот кабинет, со Мила Царовска, долгогодишна министерка во владата на СДС. Понатаму, врските на Абдиевски со поранешниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири. Одиме понатаму. СДС и владата мора да одговорат за врските на Абдиевски со експратеникот, сега професор на Факултет за безбедност, Павле Богоевски. СДС мора да одговори за фотографиите и блискоста на овој баран човек од сите сектори за внатрешни работи во Македонија со поранешниот генерален секретар Кирацовски, како и за редица пратеници, функционери, познати лица на СДС. Одиме понатаму. Собранието, ама и ДУИ, мора да одговорат што бара Талат Џафери да се фотографира со човек познат на сите сектори за внатрешни работи во државата. Почитувани, оваа низа нема крај. Се работи за човек за кој што постои сериозни врски со СДС, со владата, а има значително сериозно досие. И СДС повторно ќе глуми дека нема одговорност за неговото бегство, дека нема врска со него, ќе ги чува милениците директори, додека од затвор излегуваат сите кои што поседуваат владин фемили фото албум. Со сите овие ликови во портмонето на сите криминалци, ниту реформи ќе има, ниту правда во Македонија е можна. Затвор лежат само оние кои што не слугуваат на мафијата, оние кои што немаат врска со СДС и со ДУИ. Вакви бегства не се случајни, затоа потребна е сериозна истрага што се случува со затворите, а тоа е невозможно со овие лица на власт. Бараме оставка и одговорност веднаш, прво од Филип Андонов Сокол, директор на Шутка, а претходно советник на Заев, како и оставка од сите во владата. Оставка, избори, па право и правда. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на низа прашања пристигнати до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Би ги сублимирал вака, од една страна се прашува за односите со Бугарија, од друга страна за уставните измени, и тука би сакал да посочам 4 работи. Прво, навистина е тешко промашување, тежок дебакал, на се што прифати македонската влада, на се што испопотпиша. Денес, самите да се доведеме во една студена војна во смисла на заладени дипломатски односи помеѓу две држави. Тоа се случува кога едната страна е без стратегија, без предвидени чекори, многу лесно остварува се што ќе се побара од неа од втората страна. Тогаш се губи достоинството и на секој чекор и се чини за природен пат од страна на оние кои што имаат претензии и тоа да го прави и да го бара од неа. Како второ, со извонредна леснотија, владата и председателот имаат улога на аналитичари во сиот овој период. Значи, коментатори на состојбите, без да делуваат. Пример за тоа е кога председател на држава ќе каже дека овде има замешателство од странски држави, поединци кои што одработуваат. Вистинското прашање е зошто тие немаат име и презиме, за да народот не се доведува во заблуда. И подеднаква дилема е, која што заслужува одговор, е што преземаат и председателот и владата да не се случува тоа. Трет аспект. Ако чекорот со кој што настапува власта
е прогласување персона нон грата, тогаш зошто се чека до 4 февруари да се донесе одлука? Зарем прво ќе дојдат, ќе провоцираат инциденти, па дури потоа ќе делува власта во Македонија. Како се случи еден инцидент во Охрид, институциите да дозволат да се претвори во меѓудржавен спор и инцидент? Четврт аспект, се потврдува нашата теза дека уставните измени не се последната остапка која што се бара од нас. Тоа отвара дилеми дали оваа влада ветила многу повеќе и тоа сега бугарската страна го бара. И главната причина зашто така се однесува владата килаво е само затоа што прават компромиси со се и се што, зашто не се чисти и честни и се до гуша потопени во криминал и корупција и затоа многу лесно се согласуваат на се. Во овие сериозни времиња, ако е потребно единство во државата, во заштита на државните и националните интереси, тогаш таквата подршка и таквото единство го имаат од ВМРО ДПМН, но оваа власт очигледно мора да си замине. Почитувани, во таа насока дозволете ми да ви одговорам и на прашање од Телевизија 21, дали власта има парламентарно мнозинство. Почитувани, вистинскиот тест за тоа кој има мнозинство и доверба во државата се изборите. Ви благодарам.